Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Граѓаните се труеле со години, а Социјалдемократскиот сојуз и Филипче како министер молчеле иако добиле анализи од приближно 400 испитувања за загадена вода. За 400 испитувања не било постапено, ниту пак биле известени граѓаните да не ја пијат водата. Венко Филипче денеска се обидува да држи лекции за заштита на здравието на граѓаните, а токму во неговиот мандат како министер за здравство и истоимената институција Министерство за здравство располагале со информации за стотици случаи на неисправна вода за кои граѓаните и јавноста не биле информирани. Денес истиот човек кој не им кажал на граѓаните што пијат тогаш, денес се обидува да се представи како заштитник на јавното здравје. Еве неколку примери. На ден 12.8.2021 година, чешма во здравствен дом во Македонска Каменица не била исправна. Понатаму, 27.7.2021 година, чешма пред училиште Гумалево Зелениково не била исправна. Повторувам, чешма пред училиште во Зелениково. Денеска слушаме од Социјалдемократскиот сојуз, говорат за Дебарца, па еве тука има документ кој вели на 29.6.2021 година била земена мостра од вода за пиење од локален водоводен систем и утврдено е дека водата била небезбедна, односно има отсуство на резидуален хлор. Ете зошто не го решиле проблемот досега. Одиме понатаму. Требеништа, Дебарца, истото место за кое што денеска говореа. Земање на мостра 11.5.2021 година од место вода за пиење. Има отсуство на резидуален хлор и микробиолошка контаминација, присуство на бактеријата Ешерихија коли. Зошто Филипче како министер и Социјалдемократскиот сојуз тогаш молчеле и не го решиле овој проблем? Во Кочани, од моралиште Пониква на 6.7.2021 година, се тоа додека Филипче е министер за здравство и до него биле праќани овие извештаи, пишува Министерство за здравство, се вели дека водата не одговара на законски и стручни прописи во однос на бактериолошка анализа, затоа што водата за пиење во одмаралиштето Пониква не одговарала на законските и стручните прописи во однос на испитаните параметри и има вкуп с големен број на бактерии и присуство на бактеријата Ешерихија коли. Повторно прашуваме, зошто тука Венко Филипче како министер и Социјалдемократскиот сојуз не реагирале? Поставуваме едно многу едноставно прашање. Ако тогаш Филипче молчел, а имал институционална одговорност, со каков кредибилитет денес тој говори за здравјето на граѓаните? Има пријави до МВР и тие се поднесени. Очекуваме јавното обвинителство да го истражи овој скандалозен случај и да се утврди дали со прикривањето на овие информации биле загрозени здравјето и животите на граѓаните. Никој не смее да биде над законот без разлика на функцијата што ја извршувал. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Благодарам.